Секторот за култура и спорт, социјална заштита, заштита на децата и здравствена заштита при општина Куманово денеска организираше работен состанок по повод предстојниот јавен повик за прибирање предлог проекти за организирање на културни манифестации во општина Куманово за 2026 година. На средбата беа поканети јавни установи, здруженија, фондации и други правни лица кои имаат цели, задачи или регистрирана дејност од областа на културата или социјално-хуманитарна дејност на територијата на општина Куманово. Како и секоја година, така и оваа година, пред објавување на јавниот повик за културни манифестации општина Куманово, секогаш имаме некои трибини каде што разговараме и укажуваме за протоколите во однос на апликацијата. Новитет за оваа година имаме веќе изготвен образец кој би требало сите невладени организации, фондации сами да го пополнат, доколку имаат било каков проблем околу тоа, ние како сектор стоиме на располагање и согласно тоа заеднички да им помогнеме да ја реализираат нивните проекти и согласно нашата програма. Исто така имаме и правилник, врз основа на тој правилник гледаат дали може да влезат во апликациите. Сами знаете дека организациите треба да се само од општина Куманово, не од околните општини, да се регистрирана, да се со регистрирана дејност, да имаат фактички програма за културни настани, со оглед на тоа сите апликации кои ќе имаат пополна документација ќе бидат разгледани и врз основа на тоа ќе видиме колку финансиски средства ќе одделиме како општина, врз основа на тоа со комисијата ќе видиме колку финансиски импликации би можеле и биле потребни за некој настан за да може да се реализира. Вкупни средства беа околу 8 милиони денари за сите организации, имавме пријавено преку 100 организации. Годишната програма е над 98% готова, така да овие организации неколку што имаат новогодишни концерти, се надевам дека ќе видиме до 100% како претходната година. Како што ме прашате за оваа година, се уште не знаеме колку ќе бидат финансиските импликации, затоа што констативната седмица на Советот ќе биде сега тоа е сутре и врз основа на тоа ќе видиме колку буџетски средства ќе се одделат за секторот за култура.